Продолжуваме во ритамот на убавата енергија која ще шириме и ова утро заедно во ваше друштво. Се надевам дека сте задоволни од она што ви го нудиме како програма и во ова издание на Слободен печат. А во продолжение ќе се поврзаме со Лондон. Впрочем, оттаму ќе ја поздравиме нашата колешка Жанета Скерлев, дописничка од Лондон и колумнистка за Слободен печат. Драго ми е што ве имаме, колешке, во Слободен печат. Добро утро. Добро утро. Добро е, се слушаме. Како сте, дали сте добри ова утро? Па добро е, не е лошо, уште сонце да имавме малку, ќе беше уште подобро, ама ништо за денеска. Ако дувне појак ветер, може би ќе ги раздува облаците. Вчера имавме така прилично лошо време со облаци и со дожд, па дувна еден јак ветер до 70-80 км на час, па ги раздува облаците. Типична англиска клима, што да ви кажам. Тоа ни е судбината на времето овде, затоа и толку многу зборуваме за времето. Тоа е. Да, тоа е што е. Јас подготвив утрински чај за да го испијам со вас, но за жал го заборавив. Следниот разговор ќе го имам чајчето на маса. Да започнеме со она што се договоривме дека ќе го разговараме ова утро. Привршува 2023 година, турбулентна година за Англија. Навистина многу случувања, низа случувања. Почна оваа година со 5 ветувања од премиерот Риши Сунак. Колку од овие 5 ветувања се исполнија во текот на годината? Одлично прашање. Од 5, ајде да кажеме едно, и тоа некако на тепка. 5 ветувања му беа да се намали инфлацијата, да се намалат листите на чекање на јавното здравство, да порасне економијата, да се намали јавниот долг и да се запрат малите чамци кои доаѓа од Франција полни со барачи на азил во Велика Британија. Ако дозволите, ќе се надоврзам клучни работи кои што ги ветил премиерот. Клучни работи кои ги вети и рече дека тој и неговата влада ќе се насочат токму на овие работи и дека тоа е тоа, дека и постојано ги повторуваше, значи немаше ниту едно негово интервју, немаше ниту едно негово обраќање да не ги спомне, тоа беше како, не знам, ни ги повторуваше толку што мислам дека ги научивме сите наизуст. И сега дојде крајот на годината и подвлековме црта и да видиме што е направено. И окей, инфлацијата навистина е намалена од 10, нешто на 4,9 и тоа е се убаво, одлично. Меѓутоа не ни се одрази тоа на секојдневното живење. Цените не се намалени, напротив, цените се зголемени, скапотијата е споредена не само со минатата година, него и воопшто цените на се зголемено, од струја, од вода, од газ, а да не зборувам за основните производи во самопослугите, од обичните макарони до месото, сите прехранбени производи се најмалку двојно зголемени. Економијата, не само што растот на економијата не е обезбеден, туку еве утринава, додека чекав да ме вклучите, имаше breaking news дека земјата има ризик во ризик на рецесија. Мислам, добро утро со утринското кафе или чај или whatever, значи ризик на рецесија. Економистите предупредува дека тенка работа, дека навистина не само што не е исполнето ова, дека надолу оди економијата и дека не е значи обезбеден растот. Што се однесува до третото на намалување на јавниот долг, и тоа не е обезбедено.
не се следи ситуацијата. Во последните 18 месеци, во последните 12 месеци, 18 пати се зголемени каматите. Да не зборуваме луѓето кои имаат земено кредити, знаете што значи 18 пати да се зголемат каматите. Тоа значи дека секој месец кога ќе си ги видите извештаите од банките, се повеќе и повеќе треба да плаќате, да им плаќате на банките. Само банките се задоволни, банките се секогаш задоволни, да бидеме искрени. Четвртото што беше да се намалат листите на чекање во јавното здравство. И тука ништо, не само што не се намалија, туку и се зголемија. Значи, тотален неуспех. Целата година патем ни помина во штрајкови на едните лекари, на другите, сега во тек се штрајковите на младите доктори, имавме на медицински сестри и доаѓаме до последната точка која се претвори во најважна, до запирањето на малите бродчиња кои доаѓаат од Франција, полни со бегалци, со барачи на азил. И морам сега да ги видам бројките. Значи, во 2022 имало 45.755 сега бегалци кои стигнале незаконски, сега имаме двојно. И начинот на кој сакаше владата да го решава ова, беше, ние, Александра, ако се сеќаваш, правевме муабет за ова, што се не презема министерките за внатрешни работи во оваа земја, па имаше разни налудничави планови. Се сеќаваш за она да се направат бранови. Брановите, предпоставував дека тоа ќе го споменете со брановите. Би сакала да го доближиме до нашите гледачи. Како изгледаат тие вештачки бранови на Ла-Манш? Не се направи тоа, фала Богу, некој малку разум преовладеа, меѓутоа една од министерките за внатрешни работи, Прити Пател, имаше идеја да се направат како во забавните паркови, што има машини кои прават бранови во базените, па уживаат луѓето или не знам со даски таму. Такви бранови вештачки да се направат од англиска страна за бродчињата да се враќаат назад. Да се крсти човек со лева рака, па потоа имаше англиски бродчиња да ги пресретнуваат и да ги туркаат бродчињата со бегалци назад, што исто беше друга налудничава идеја, бидејќи можеше да се дојде до човечки жртви. И сега стигнуваме до третата, не во стилот на овие идеи, да се носат оние на кои ќе им биде одбиен азил во Велика Британија, да се носат во Руанда. И благодарение на овој план на британската влада, на Риши Сунак и неговата влада и десничарскиот елемент од конзервативната партија, луѓето овде, сите ние, научивме дека председателот на Руанда се вика Пол Кигаме, дека главниот град на Руанда е Кигали и на руанчанките и малите руанчанчиња им дадовме прво 100 милиони фунти, па потоа уште 160 за таму да се изградат хотели, да се изградат не хотели, туку прифатилишта за неуспешните барачи на азил од Велика Британија, кои нели сакаме да се ослободиме од нив, за да живеат таму, да работат
и на коментарите овде дека Руанда не е баш демократска земја и дека има сериозни проблеми со човековите права. Што направи владата тука? Па донесе закон кој го протурка низ парламентот, бидејќи конзервативците имаат мнозинство во парламентот, и со закон да се утврди дека Руанда е демократска и слободна земја и дека е во ред таму да ги праќаме бегалците. Како одеднаш за Англија станува Руанда толку важна земја и како на се ова реагираат граѓаните на Велика Британија? Какви реакции, каков фидбек добиваат властите по ваквите одлуки и по тоа што се случува? Фидбекот е исклучително негативен. Британците се познати по тоа што постојано хуманитарните акции тука се неверојатно успешни. Сега, ова е, да бидеме искрени, бегалците и имиграцијата беше причина во да се изгласа Брекзитот. Меѓутоа, и Брекзитот беше нели страв дека ќе дојдат бегалците, дека ќе нагрнат од сите земји, меѓу нив и Македонија беше спомнувана, Балканот, дека сега ќе тргнат, тие ќе дојдат тука, ќе ни ги земат работните места, ќе нема место за децата наши во училиштата, дека ќе нема лекарите, не ќе можат нас да не лечат, од што ќе лечат бегалци. И сето тоа резултираше добар дел од луѓето од Источна Европа да ја напуштат Велика Британија и сега Британија остана без работна сила, не може да се најде жив лекар или медицинска сестра, значи има недостиг на работна сила. Видоа луѓето дека сето тоа беше една лоша пропаганда, која успеа тогаш со Брекзитот. Меѓутоа ова во врска со Руанда, мислам луѓето ја гледаат колку сето ова е всушност надвор од здрава памет, посебно што не го решава проблемот со бегалците. Колку може да собере во еден авион? 100-200 луѓе, колку авиони ќе праќаме редовни линии во Кигали. До сега во Кигали имаат отидено тројца. И тие беа тројцата министри за внатрешни работи на Велика Британија, сите се вратија, нели, никој не остана таму, да видат што и како. Ги видоа тие зградички направени со соби со 2 кревета. Се обврза владата во Кигали дека ќе ги прими бегалците, меѓутоа тоа не е решение. Илјадници луѓе во Велика Британија кои дојдоа на овој или на оној начин се уште чекаат да бидат обработени нивните податоци. Тоа е поголем проблем отколку патувањето со авион во Руанда, и тој проблем не успева да го реши владата. Бегалците, азилантите се држат во пловечки хотели, претходно се држа во хотели низ Велика Британија. Ние плаќаме, владата плаќа до сега 1,5 милиарди фунти годишно. Значи, тоа се страшни пари кои се одлеваат заради тоа што уште не можат да го решат проблемот со процесуирање на луѓето кои доаѓаат овде, и некои оправдано, сигурно некои има и неоправдано, меѓутоа не знаат кој, како и зошто дошол, и тие луѓе седат овде и чекаат со недели, месеци и години. Има луѓе кои по 5-6 години чекаат овде,
а никој не ги процесуира. Дали некој разговарал со нив? Се знае колкав број заминале во Руанда? Дали некој стапил во контакт со бегалците? Никој имаше еден авион кој требаше да оди во Руанда со 120 души, меѓутоа и беа качени во авион, меѓутоа во последен миг авионот беше сопрен, бидејќи и тукашните судови од апелацијскиот, од врховниот, од сите судови донесоа одлука дека ова е незаконска одлука, дека е против човековите права и дека не може луѓето така да се транспортираат. И сега владата се надева со овој закон кој го донесе дека Руанда е безбедна држава. Мислам, и тоа е спасот од ситуацијата. Очигледно така го разбираат од страна на властите. Спасот е да се процесуираат, спасот е Риши Сунак сам си ја ископа оваа дупка, тој сега за Божик, наместо да се релаксира во кругот на семејството, нели традиционален е Божикот овде и тоа е посакуваниот празник во годината и само на 25 декември не се работи. На сите други денови се работи. Океј, не се работеше и кога почина кралицата, тогаш беше прогласен национален празник, меѓутоа ова е традиционално. На 25 не се работи, нема ни јавен превоз, ништо. Мислам, и место да си седи дома во топлината на домот, да во се спокој со семејството, спокоен, тој сега треба да види како ќе се извлече од целата оваа ситуација, бидејќи под притисок на десното крило, најконзервативно од неговата партија, направи еден потек кој, мислам, го нема во историјата на британската политика, со закони да прогласува дека да го натера парламентот да донесе закон дека Руанда е безбедна земја и дека мислам тоа е како да донесете закон дека сонцето изгрева на исток, заоѓа на запад, мислам тотален нонсенс. И сега ќе видиме тотален абсурд и ќе видиме по Божик и Нова година, кога сега е парламентот распуштен или поради божикните празници, кога ќе се состанат пак да видат дали ова некако може да се закрпи, да се смени, да се поправи, бидејќи и нив самите им е јасно дека се тоа беше донесено под притисок и дека ќе мора нешто да се направи, бидејќи луѓето се подсмеваат со сето ова и шансите да успее се минимални. Скерлев, 2023 година полека одминува, пошто другаите ќе биде запаметена некој клучен момент што се случил можеби во парламентот или на некоја ситуација која што ќе остане забележана како печат за 2023 година во Британија? Да не беше круна на се, мислам, ние имаме така аферички, политичарите се тука за да ни богатат политичката слика. Имаме нон-стоп со нив. Дали лобираат, па не ги пријавуваат. Имавме случаи низ цела година со политичари за мобинг, за булинг, се жалеа вработените дека силеџиски се однесувале и се. И сега најново, вака за да ни ја заокружи годината, се потруди известниот тотален анонимец кој ја стекна славата во ноември и сега во декември, Питер Боун од Волингборо. Јас морав да погледнам каде е таа
област од која потекнува овој пратеник. Нормално Ториевец, конзервативците се надминуваат себе си во секој поглед, кој на кому можеше да му биде одземен пратеничкиот мандат и сега е под суспензија, а како тргнало може да заврши и до 6 месеци затвор и да добие парична казна. Што направи кутриот Питер Бон, какви кутар, срам да му е, тој е обвинет за непристојно изложување, indecent exposure, што би рекле ние тука, а вие таму што би рекле непристојно изложување. Јас со сестра ми се консултирав како да го преведеме ова непристојно изложување и таа ми вели, ама види, тоа кај нас беа оние мантилјаши. Имавме. Па добро, непристојно се изложувал кај на приправничките во неговата канцеларија и се пожалиле и бил фатен на дело и ете, прашав неколку, имаме ние такви парламентарци во Македонија кои непристојно се изложуваат? Јас, колку што знам, јавно не е излегло на виделина таков инцидент од парламентот или од политичарите. Последниот инцидент на кој што ми паѓа на памет е случајот со пратениците од Левица, кој што фрла амандмани, можеби верувам дека ја следиш ситуацијата, ја знаеш, и мислам дека и уништија дел од техниката во собранието. Тоа беше последниот инцидент во собранието кај нас. Да, ама Пасиев и Крмов не се изложуваа непристојно, туку непристојно фрла компјутери и листови. Така. Тие не сме имале, до толку не сме имале таков непријатен настан, колку што непристојно го изложува недостигот на домашно воспитување, ама друго не изложија непристојно. Добро. Не беше друго видено, се согласувам. Друго беше. Да, при самиот крај, убаво вака насмеано и расположено би сакала да завршиме и би сакала, 3 дена до католичкиот Божик, се ближи празникот на еден од најголемите празници, најголемиот празник и спомена и самата вие споменавте дека таму многу убаво се празнува, па еве како е годинава. Може би знаете дека ние добивме силни критики за тоа како е украсен градот Скопје. Може би видовте бидејќи се расчуна секаде и надвор од границите за украсувањето на Скопје. Дали вие лично сте задоволни од вашиот градоначалник Кан? Како е украсен Лондон годинава? Лондон е преубав. Секоја година е прекрасно украсен и не е тоа само заслуга на градоначалникот. Ќе имаме огномет и оваа година. Ќе се плаќа пак. Направено е плаќањето да се бидејќи со цел и мислам јас прво мрморев и велев не е во ред и се меѓутоа во ред бидејќи се создаваат толку многу турканици што и безбедноста беше загрозена на луѓето. Градот е украсен и од приватни фирми, ги има доста многу, верувам и во Скопје има, по трговските центри, украсени. Она што го направи градоначалникот е за секоја пофалба. Украсени се улиците, украсени се со гирланди, со светилки, со елки и прекрасно е. Секоја општина, секој дел има своји елки. Бизнисите го користат тоа да стават светлечки реклами во вид на елки. Елка имаме тука во Вимблдон, која, да бидам искрена, е за 10 пати поубава од она што глуми елка во центарот на Скопје, мислам.
срамотилаци, тоа. Да, ќе ги замолам од режија уште еднаш да ги погледнеме елките, прости Жанета, да ги погледнеме уште еднаш елките. Впрочем, вие ни пративте елки од Лондон на неколку места поставени. Ќе ги замолам од режија уште еднаш. Ете така, благодарам. Продолжате, простете што ве прекинав. Значи, елки има, се ставаат на знаменити места низ Лондон, например, кај Тауер Бридж има елка, на разни места низ градот. Една од најпознатите елки, која секако никогаш не се краси нешто посебно, е онаа на Трафалгар сквер, која е подарок од граѓаните, жителите на Норвешка во знак на благодарност. Секоја година се носи на почеток на декември, во знак на благодарност, бидејќи за време на Втората светска војна Лондон им му кажа гостопримство на кралското семејство на Норвешка тука, и секоја година норвежаните носат елка. Таа се поставува, секогаш е убава, висока, се поставува во центарот на Лондон, на Трафалгар сквер, и се краси со обични светилки. Никогаш и на врвот се става звезда. Другите елки се која од која поубави, се красат, луѓето значи се создава една преубава атмосфера. Инаку да спомнам само дека оваа година гледам дека ќе има луѓе за огнометот, ќе има луѓе во центарот на Лондон, но ми се чини дека еден добар дел ќе поминат дома. Зошто? Заради скапотијата. Навистина, со оглед на цените, луѓево и традиционално се поминува дома Божик, но одам јас понатаму за нова година. Новата година, окей, некои пак традиционално ќе стават нога во фонтаната на Трафалгар сквер, затоа идниот петок најверојатно ќе зборуваме малце повеќе, но Божикот ќе биде дома со полноќната миса од катедралата Свети Павле. Да, јас ќе посакам за самиот крај најпрво благодарност што бевте дел од Слободен печат. Ви благодарам што ни ја пренесовте во овие 15 на 20 минути целата атмосфера од таму и од политички, но и од овој предбожиќен аспект. Благодарам што ве имавме и секако закажуваме средба за следниот петок заедно со вас. Bye bye. Bye bye. Pleasure.